Со уништувањето на Самуиловата држава во 1018 година и со наметнувањето на византиската власт врз нејзините територии, практично престанале сите причини за натамошно живење на жителите од Прилеп врз стените на Марковите кули. Секако дека нивното преселување на југозападните и јужните падини на Марковите кули, на местата каде што денес се наоѓаат Варош и Заград, не стана ниту брзо, ниту истовремено. Византиската власт многу тешко им се наметнуваше на словените во Македонија. Нивниот отпор во текот на 11 век се јавуваше во разни облици, а на два пати се претвори во оружена буна и ослободителна војна. Во 1040-41 под Петар Делјан и во 1072-73 под Ѓорги Војтех. Сосема е сигурно дека во првата половина на 12 век на просторот на Варош, кој денес го обележуваат црквите Свети Никола, Свети Димитрија и Свети Атанас, беше оформена населба со чисто словенско население. И понатаму, како и врз стените на Марковите кули, куќите се градени исклучиво од дрвен материјал. Тоа најдобро го покажуваат помалите кружни вдлабнувања пронајдени во здравицата под црквата Свети Димитрија и кај црквата Свети Атанас. Во основите куќите се правоаголни со подови од глина и со огништа врз или во подот. Недалеко од црквата Свети Атанас, на една иста локација, пронајдени се 3 нивоа од една правоаголна дрвена куќа. Нејзината површина изнесувала 6 на 3 метра и 30 сантиметри. Околу оваа куќа наоѓаме траги и од други помошни објекти во кругот на едно домаќинство, како што се заклони за стока, кошеви, амбари за летнината и друго. Жителите на оваа населба, како и претходната на Марковите кули, својата екзистенција ја обезбедувале од земјоделството и од одгледувањето на домашни животни. Останатите животни потреби, покрај исхраната, како што се облеката и одредени за нечиски производи, исто така се обезбедувале во кругот на фамилијарното газдинство, слично како во условите кога постоело натурално стопанство во времето на Самуиловото царство, иако наскоро по освојувањето на овие краишта, Византија инсистирала на стоково парично стопанство. Гледајќи го развојот на Прилеп како урбанистичка агломерација од втората половина на 12 век, врз основа на резултатите добијани во археолошките ископувања, доаѓаме до заклучок дека неговите зачетоци во 11 и во првата половина на 12 век се наоѓаат во просторното езгро во тромеѓето на црквите Свети Димитрија, Свети Никола и Свети Атанас. Веројатно е дека на овој простор, каде што подосна се развил голем пазар околу црквата Свети Димитрија, веќе во тоа рано време се вршеле стокови размени, а подосна, напоредно со нив, и стоково парични. Одредени археолошки индикации не упатуваат и на рана појава на специјализирано занечиство во областа на металургијата на железото, на просторот на кој подосна максимално се развил средновековниот пазар на денот на Свети Димитрија. Преку археолошките наоди следиме крупни настани и промени во градот под Марковите кули некаде околу средината на 12 век. Дрвените куќи се заменуваат со зидани згради. Најубавиот пример за тие промени го имаме недалеко од црквата Свети Атанас.
По основата на дрвената куќа во 3 нивоа, која порано ја спомнавме, се формира основа на ѕидена зграда. На тоа место дојдовме до чисто сведоштво за непоседна замена на дрвена со ѕидена куќа. Таа нова ѕидена куќа е изградена од кршен камен и глина. Во самиот под најдовме остатоци од уградена печка и голем силос за складирање на зрнеста храна. Вкупната површина на оваа куќа изнесувала околу 19 квадратни метри. Во овој случај, вредно е да се спомене дека за прв пат во градежништвото на Прилеп се појавува плитар. Во текот на втората половина на 12 век во Прилеп се подигаат и првите цркви и манастири. На просторот на самиот пазар, над остатоците од дрвени и ѕидани згради, во чии слои се наоѓаат и траги на железно-металушка дејност, изградена е помала еднокорабна црква Свети Димитрија од кршен камен и варов малтер. Со подоснешни доградби, првобитната црква се нашла во средишниот дел на сегашниот црковно-градежен комплекс. Наскоро по изградбата на првобитната црква, веројатно за потребите на управата на пазарот, на незината северна страна се дозидува анекс со 3 поголеми лачни премини на северната страна. Југоисточно од црквата Свети Димитрија, во средишниот дел на Варош, се подига помала еднокорабна црква Свети Никола, првобитно од кршен камен и варов малтер. И едната и другата црква во прво време добиваат фреско декорација само на површините на олтарната апсида. Од тоа време се и трагите на најстарата црква од манастирот Свети Архангел Михаил, под подот на сегашната црква, со остатоци од фреско декорација која ни прикажува долен дел од ктиторска композиција со фигури на некој византијски великан, неговата жена и синот, потоа Свети Никола кој му ги представува на Христос кој седи на престол. Во текот на втората половина на 12 и 13 век, Прилеп просторно нагло се шири кон исток и кон западните падини на Марковите кули. На јужното и југоисточното подножје на Марковите кули, каде што некогаш се наоѓале куќите од брасјаците, сега се градат цели комплекси на дворови од феудалното властелинство, со сите потребни објекти за организирање на што поудобен живот. Врз основа на археолошката документација, која се дополнува со подоснешните пишани извори од 14 век, дознаваме за многу развиена општествена диференцијација на Прилеп во 12 до 14 век. Покрај богаташите со големи луксузни дворови, во тогашниот Прилеп имало и посиромашни благородници, свештенство, потоа среден сталеж, меѓу кои се најбројни занаечиите од различни профили, и на крајот најсиромашниот слој, во кој ги вклучуваме слугите и робовите при дворовите, така наречените дулоси. Во централниот дел на градот откриваме помали објекти во облик на правоаголни згради од камен и глина, во кои живееле припадниците на средниот сталеж. Тие објекти често се следени со бројни јами вкопани во здравицата. Тие се со различна големина, облик и намена. Во основата се претежно кружни или лесно овални. Поголемиот број од нив служел за складирање на зрнеста храна. Покрај јами за складирање на житата, пронајдени се јами за живеење и за потребите на одредено производство.
Во јамите за живење од типот на земуница или полуземуница, свое живеалиште наоѓале најсиромашните градски слоеви. Крај црквата Свети Атанас имаме убав примерок на земуничен комплекс од 13 век, составен од 3 јами. Сите 3 јами се со кружни основи. Најголемата, која имала посебен влез, била наменета за престој и одмор на луѓе. Североисточно од неа формирана е јама која била наменета за големо огниште. Северно, над јамата огниште се наоѓала помала јама со крушовиден вертикален пресек. Оваа јама веројатно служила како остава на овој земуничен стамбен комплекс. Во комплексот на Варош се пронајдени повеќе јами за живење. Покрај најсиромашните жители, нив веројатно ги правеле и патувачките занечии, дзидари, циглари и разни сезонски работници кои во градот се задржувале повеќе месеци. Слично на јамите, и бунарите се вкупувани во самата здравица и од нив се разликуваат само по длабочината. Како што рековме порано, траги од објекти на феудални дворови од втората половина на 12-тиот па до 14-тиот век пронајдовме на јужното и југоисточното каменно подножје на Марковите кули. Ако судиме според пронајдените траги на објектите кои им припаѓале на дворовите на великаните и куќите на побогатите граѓани на тогашниот Прилеп, за нивните вообичаени стандарди, тогаш дворот од најбогатите би се состоел од стамбени згради со катови, бања, складиште за жита и друга летнина, домови за слугите, конјушница, ковачница и придворна црква. Кон ова треба да се додадат и водоводни инсталации. Најрепрезентативната целина на еден двор се наоѓала на споените платоа во подножјето на југозападниот бок на Марковите кули. На тој простор се пронајдени остатоци од стамбени згради со значителна големина и повеќе катови, потоа ковачница, конјушница, придворна црква и ограден одбранбен зид. Не е исклучено дека собственик на овој двор бил угледниот благородник од Прилеп, Мисинополит од втората половина на 13-тиот век, кој неколку пати се споменува во повелбите на цар Душан до манастирот Трескавец и чиј портрет го наоѓаме на зидот од црквата Свети Димитрија. Градската населба Прилеп, како подградие на Марковите кули, својот полн развој го доживува во втората половина на 12-тиот век. Неговата посебна стратегиска положба во текот на високиот среден век му одредила место на едно од најзначајните средишта на територијата на денешна Социјалистичка република Македонија. Покрај археолошките податоци, таа висока позиција на Прилеп ја потврдува и повелбата на византискиот цар Алексије III Ангел на венецијанските трговци од 1198 и 1199 година, од која гледаме дека Прилеп се наоѓа на чело на провинцијата која ја зафаќа цела Пелагонија, Меглен и Молско. Во овие времиња се формира и големиот пазар или панаѓур во Прилеп околу црквата Свети Димитрија. Северозападната граница на пазарот се наоѓала околу 150 метри северозападно од црквата Свети Атанас, на локалитетот Урвиште на Света Варвара, а југоисточната околу 30 метри во тој правец од црквата Свети Димитрија, кај така наречениот во тие времиња еврејски дол.
На северната страна пазарот се завршувал со потез од низа занечиски работилници, на местото каде што денес се наоѓа црквата Свети Атанас. Најверојатно дека во времето кога се одржувале панаѓурите, тука се сместувале превозните средства на трговците од разни краишта. Како што ни покажа археолошките искупувања околу самиот пазар, се наоѓале бројни занечиски работилници за производство на текстил, керамички садови, обични куински и пораскошни трпезни, за накид од метал и стакло, изработка на коскени предмети и друго. Сепак, најбројните траги од занечиската стопанска дејност се врзуваат за продукцијата во металургијата на железото. Таа појава во Прилеп станува сосема разбирлива, кога се има предвид дека во сите градови во Европа оваа производна гранка била фундаментална. Имено, сите други занечиски гранки се служеле со орудија кои ги обезбедувала оваа гранка. И во самата Византија, железото и производите од железо имале посебно издвоено значење. Тоа ни го покажува и обврската на незините поданици, дека данокот мораат да го плаќаат и во облик на сирово железо, шајки, потковици и слично, како и во облик на дрвен ќумур неопходен за топење на железната руда. Благодарејќи на повеќегодишната трпелива работа во истражувањата на трагите од производството во областа на металургијата на железото во Прилеп, дојдовме во можност за прв пат во историјата на југословенската археологија да прикажеме целосна реконструкција на техниката и технологијата во продукцијата на железото. Врз основа на анализите на остатоците од овие работилници, можеме да заклучиме дека железната руда во Прилеп е донесувана од рударските окна, потоа истата се дробела и ситнела со мелнички камења и се плакнела во посебни корита со вода за да се отстрани нечистотијата. Пред топењето, железната руда се пржела во посебни печки за да се обезбеди нејзино подобро топење. Во комплексот на работилницата со мелнички камен и камено корито, пронајдовме и остатоци од печка за топење. Била изградена од глина на земен под во облик на конус. Важно е да се напомене дека секоја печка за топење била употребувана само еднаш. По завршувањето на топењето, печката е разбивана, а за секое ново топење е правена нова печка. Добиеното железо како сировина се носело на преработка во посебни работилници. За да се добие поцелосна слика за урбанизираната населба на Прилеп во 12 до 14 век, мораме со неколку зборови да се осврнеме на неговите цркви со фрески од ова време и на репрезентативната тврдина, во чие подножје и нашол пригоден простор за свое непречено ширење. До денес на површината на земјата се сочувани во цело само 6 цркви: Свети Димитрија, Свети Никола, Свети Архангел Михаел, Свети Петар, Свети Атанас и Света Богородица Пречиста. Исклучителни сликарски ансамбли имаме во црквата Свети Димитрија од 12, 13 и 14 век.
во Свети Никола од 12 и 13 век. Во црквата Свети Архангел Михаил наоѓаме најрепрезентативно остварување на ѕидно сликарство на територијата на Социјалистичка република Македонија од втората половина на 13 век. Во црквата Свети Петар е сочувано прилично оштетено сликарство од 14 век, а во црквата Света Богородица Пречиста од крајот на 14 век. Народното предание дека во Прилеп во тоа време постоеле 77 цркви не упатува на нивното мноштво, што не е далеко од вистината. Преку археолошките ископувања се откриени остатоци од бројни црквени градби, познати и непознати во средновековните пишани извори. Во остатоците од градбите се пронајдени бројни фрагменти на фрески со исклучителен квалитет. Да споменеме само неколку. Црквата Свети Ѓоргија со фрески од 13 век, Свети Јован од раниот 14 век, Свети Харалампие од втората половина на 14 век. Фреско живописот не ги украсувал само ѕидовите на црквите во тогашниот Прилеп, туку и површините на вертикално засечените стени на марковите кули. Во настојувањето да го умилостиват Бога, посиромашното пленство и официјалните високи византиски службеници во Прилеп, со оглед дека немале доволно средства за изградба и живописување на цркви, своите ограничени средства ги улагале во живописување на помали површини на стените на марковите кули. Една од најзначајните споменички целини на средновековниот Прилеп представува комплексот Маркови кули, со остатоци од исклучително голема фортификација. Денес со сигурност може да се каже дека Марковите кули по својот простор представуваат една од најголемите тврдини на Балканскиот полуостров. Зазема огромен простор на пејсаж со 4 врва, збогатен со различни форми на одделни камени масиви, кои ни сугерираат облици на различни познати и непознати суштества од природата, преданијата и митовите, во ситуации на мирување или судири, потоа профили на познати историски личности. Со еден збор, се среќаваме со пејсаж полн со експресивност и сугестивна хероика. Самата тврдина зафаќа простор од околу 7 хектари распоредени во 3 одбранбени појаси. Во археолошките ископувања се откриени траги од хоризонти на живот на луѓе од неолитот, преку бронзеното и железното доба, хеленистичкиот, римскиот и рано-византискиот период, па се до времето на досното турско владење во овие краишта. Најстарите траги на утврдувањето потекнуваат од 3 и 2 век пред нашата ера. Во рамките на трите појаси од фортификационата целина наоѓаме бројни дворови меѓу себе поврзани со порти, на кои им била наменета посебна функција. На највисокиот врв Чардак се наоѓал најутврдениот дел од овој комплекс. Во дворовите наоѓаме групации на згради за продукција, најчесто во областа на црната металургија, потоа цистерни за вода за пиење и техничка вода.
тука се и големи згради за живење. Една од најголемите се наоѓа кај главната порта на северната страна на Марковите кули. Веројатно е во прашање палата резиденција на управникот на градот. Потоа тука се згради за сместување на војниците, коњите, добитокот за носење терет, магацини за храна, трпезарија со кујна, арсенал на оружје. На најпространото зарамнување на Марковите кули, Рамниште, се наоѓала значителна урбана агломерација во тврдината на Марковите кули. Треба да се истакне уште една карактеристична појава на Марковите кули. Тоа се бројни гробови вклесани во стена. Често се или поединечни или во помали групации. Најголемата групација е во комплексот стени на западниот бок на Марковите кули. Таа мала некропола од неколку десетици гробови делува импозантно во питорескниот пейсаж полн со експресивност. Во тие гробови се погребувани жителите на тврдината, најчесто војници кои умреле или загинале во битките, со кој особено обилувал 13-тиот век. Жителите на Прилеп под тврдината се погребувани во некрополата источно од градот, на локалитетот Под Кули, а често и на местото каде се погребувале жителите на чисто словенскиот Прилеп од 9-тиот до 11-тиот век. Со пропаѓањето на христијанските држави на Балканскиот полуостров под наездата на турците, и Прилеп се простува од средниот век пред долгиот период на турското робство. Завршувајќи ја приказната за Прилеп од 12-тиот до 14-тиот век, со мислите нужно се упатуваме кон неговите повеќе митски отколку историски личности Волкашин и Марко, кои се насликани на западната фасада од црквата Свети Архангел Михаил, непосредно по битката на Марица во 1371 година. Посмртниот портрет на Волкашин и на живиот Марко во облека на жалост во моментот кога се крунисува за крал, представуваат изразит символ на залезот и агонијата на великославниот град Прилеп, како што го означуваат во тогашните царски документи.